Неспоредливо се зголемуваат пензиите во време на оваа и претходната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, аргументираше денеска премиерот Христијан Мицкоски на темата пензии. Ова влада успеала просечно месечно за 296 денари да ја зголеми пензијата. Додека претходната влада за 83 месеци успеала за 91 денар. Или кога ќе се споредат овие два параметри, доаѓаме за 3,25 пати повеќе сега, отколку во времето на владата на СДСМ и ДУИ, или тоа е математички прецизно 325%. Мицкоски со уште една паралела. Еве да ги споредуваме првите 25-6 месеци од претходната влада во периодот јуни 17, јуни-јули 19, со овие 25-6 месеци од оваа влада. Односно, тогаш просечната старосна пензија за првите 25-6 месеци од претходната влада се зголемила за цели 540 денари. Во овие 25-6 месеци од оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, просечната старосна пензија се зголемила за нешто повеќе од 6800 денари. Или математички прецизно, тоа е повеќе од 12,5 пати. Таа е разликата. Подготвена е нацрт одлуката за воведување на училишна кошничка, информираат од Министерството за економија и труд. Таа ќе биде со попуст до 15%. Попустот ќе се пресметува директно на каса и ќе биде прикажан на фискалната сметка, дополнуваат од Министерството. Согласно предлогот, ќе се понуди училишна кошничка со попуст до 15%, а составот и крајната цена на кошничката ќе се разликува од трговец до трговец, во зависност од изборот, квалитетот и брендот на производите. Велат од Министерството за економија. Согласно претходните консултации на Министерството со трговците на големо и мало, училишната кошничка е прифатена како соодветен и практичен модел за намалување на трошоците за родителите пред почетокот на новата учебна година. Кошничките ќе бидат јасно означени и поставени на видно место, со прецизно наведен состав и цени на производите. На овој начин, родителите однапред ќе имаат целосна информација за тоа што ќе содржи пакетот и која ќе биде неговата цена. Соопшти од Министерството. Нацрт одлуката е доставена до владата и во вторник ќе биде разгледана, пошто ќе се донесе одлука за нејзиното усвојување и понатамошно спроведување, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Во рамките на владата, согласност на следната владина седница во вторник да донесеме таква одлука со која што ќе се формира училишната кошничка. И мислам дека во рамките на можностите сето тоа ќе биде атрактивно за родителите, но и за учениците. Така што во вторник имаме редовна владина седница и тоа ќе се донесе како одлука. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јуни 2026 година изнесува 48.381 денар, додека бруто платата изнесувала 72.785 денари, што представува годишен раст од 6,4, односно 6,5% во однос на истиот месец лани, објави денес Државниот завод за статистика. Растот на просечната нето бруто плата најмногу се должи на зголемување на платите во административните и помошните услужни дејности за 10,7%, земјоделството, шумарството и рибарството за 8,1% и транспортот и складирањето за 8%. Во однос на претходниот месец, сепак во дел од секторите е регистрирано намалување на просечните исплатени плати. Кај нето платата најголемо намалување има во трговијата на големо и мало за 9%, а потоа во уметноста, забавата и рекреацијата за 6,2%. Противпожарниот потенцијал сега е неспоредлив со оној од пред 2 години и со пожарите се справуваме одлично, потенцираше денес премиерот Христијан Мицкоски, потсетувајќи на 2024 година. На таа 2024 година, јуни месец, сите 3 воздухоплови, или познати во јавноста како Air трактори, беа приземјени без да биде направен соодветен ремонт на време. Оваа година ремонтот на овие 3 воздухоплови беше направен и завршен и тие беа на писта во мај месец оваа година. Значи беа целосно подготвени за да интервенираат онаму каде што има криза. Освен репарацијата на споменатите Air трактори, возила од АРМ беа адаптирани и способени да учествуваат во гаснењето на пожари и оваа одлука се покажа како добра. Минатата година
заедно со Министерството за одбрана и внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи и уште неколку други институции, влеговме во процес во кој што ги пренаменивме воените возила познати помеѓу армиските старешини војници како Пинцови, Хермелини, Бетери и така натаму, во возила кои што им беше вграден резервоар, кој што ние денеска го полниме со вода и ги користиме овие возила. Информиран сум дека 7 такви беа користени изминативе денови, со кои што се справувавме со огнената стихија тука во Прилеп и Прилепско. Сето ова, заедно со ангажирањето на 300 противпожарни доброволци, допринесе Македонија годинава најефикасно во Европа да се справува со пожарите, заклучи Мицкоски. Во земјава досега се регистрирани 43 случаи на западнонилска треска. Нова е и појавувањето на првите случаи во општините Центар и Чаир, соопшти денеска министерот за здравство Сашо Клекоски. Накратко имаме последна состојба на 43 случаи на западнонилска треска. Имаме 40 дефинитивно потврдени, 3 потврдени со еден тест. Тоа што е различно од претходната состојба, дека имаме први случаи во општините Центар и Чаир. Првата мртва птица позитивна на вирусот на западнонилска треска е регистрирана во Скопје. Започна контролата на птиците. Имаме прва лоцирана мртва птица со потврдена западнонилска треска, гавран, во Скопје. Има, и тука треба да се заблагодарам на граѓаните на Скопје, бидејќи има голем број на дојави. Мртвите птици се собираат од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство и помага да се прави натамошното лоцирање на ризикот од западнонилска треска. Клекоски потенцираше дека здравствениот систем на Македонија е оспособен за брзи реакции и рано откривање на западнонилската треска. Реакцијата на властите, првиот случај е идентификуван во мај и некој тоа го исмеува дека сме први во Европа во нешто. Јас сакам да кажам дека напротив тоа е доказ дека нашиот здравствен систем е оспособен да реагира и рано открива. Зошто го велам тоа? Затоа што западнонилскиот вирус во тестовите не е во стандардниот сет за тестови. Значи, кога има менингитис или енцефалитис, воспаление на мозокот, прво се испитува на стандардниот сет на вируси преко PCR методата, а дополнително, ако не е ниеден од тие вируси, се преминува во контрола на дали е западнонилска треска. Обвинителот Ислам Абази донесе скандалозна одлука бидејќи во модуларната болница во Тетово живи гореа 14 луѓе, а обвиненија нема, изјави премиерот Христијан Мицкоски, изнесувајќи ја својата верзија за ваквата одлука. Предпоставувам своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува да до крај ги испорача и не му значат тоа што живи гореа 14 луѓе, ќе повторам, живи гореа 14 луѓе, не му значи тоа ништо и одлучува да овој процес го стопира. Но сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител кон поранешните негови наредбодавци, бидејќи секогаш може да се појават нови детали кои што се поврзани со овој процес и секогаш овој процес може повторно да стане актуелен и да практично пред јавноста се покрене од самиот почеток. За Мицкоски оваа одлука е без преседан. За жал, една од тие скандалозни одлуки е и оваа. Она кое што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни со хвалоспеви за нивната работа и така наречената во наводници објективност. Но ќе повторам,
овој обвинител и луѓето кои што го водеа овој случај не најдоа докази за сторено кривично дело во случај во кој што живи гореа 14 луѓе. Станува збор за случај и процес стари 5 години, кој во јавноста предизвикаа огромен интерес и револт поради загубата на животи, а меѓу одговорните за трагедијата беше и Венко Филипче. За председателот на СДСМ, Венко Филипче, одлуката на обвинителството ја потврдува вистината за неговото работење и побара извинување од Мицкоски. Да се извини и на граѓаните, затоа што 5 години шират лажни вести. И затоа што го загадуваат јавниот простор со несоодветен наратив. Мене не мора да ми се извинат, јас тоа од нив не го барам, многу добро знам со какви луѓе си имам работа. И ќе завршам со следното, нешто што повеќе пати го кажувам, после следните избори доаѓа правдата во Македонија и Христијан Мицкоски и криминалната група за се што прават. Овие изминати 2 години ќе одговараат. Никола Груевски избега, Христијан нема да избега. Ислам Абази го заштити Венко за случајот со модуларната болница. Реагираа денес од ВМРО ДПМН. Ислам Абази го заштити Венко Филипче за случајот со модуларната болница. Зошто сметаме дека Филипче е директниот виновник во овој случај? Затоа што пред да се случи пожарот во модуларната болница, каде што загинуваа 14 наши сограѓани, наместо да се подобрат стандардите на болниците, Министерството за транспорт и врски по предлог на владата го промениле законот за градење по итна постапка со цел овој тип на објекти да ги преместат во урбана опрема за чие поставување одобрение ги издава Министерството за здравство, односно тогашниот министер Венко Филипче. Хрватска подготвува голема промена во системот за наплата на патарина. Класичните патарини треба да бидат минато, а возачите ќе можат да возат низ автопатите без запирање. Новиот електронски систем ќе ја опфати целата автопатска мрежа во земјата. За возачите кои веќе користат ЕНЦ уреди, најважно е што тие нема да бидат укинати. ЕНЦ останува еден од двата основни методи на плаќање, но запирањето пред рампата повеќе нема да биде потребно. Нивниот систем ќе се базира на технологија на слободен проток на возила. Наместо патарини, поминувањето на автомобилите ќе се евидентира со електронска опрема поставена над патот. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека парламентарните избори ќе се одржат на 18 или 25 октомври и дека тоа ќе се знае за неколку дена. Тој за РТС изјави дека на парламентарните избори листата на Српска напредна партија ќе се бори за освојување на мнозинство гласови во парламентот и нагласи дека резултатот ќе зависи од волјата на граѓаните. Тој исто така објасни дека ОДИХР побарал проверка на гласачките места и дека тоа било нивна препорака и дека сега, кога владата ги исполнува препораките на ОДИХР, опозицијата тврди дека владата со ова сака да ги украде изборите. Договорот меѓу Италија и Албанија за притвор на мигранти е под остар удар од страна на Amnesty International, која предупредува дека со него се загрзуваат безбедноста, слободата и човековите права на барателите на азил. Во извештајот за договорот од 2023 година, организацијата наведува дека стотици луѓе биле присилно пренесени во објекти во Албанија, каде ограничениот пристап до адвокати и судови им ја оттежнува можноста да побараат азил и да добијат правна заштита. Amnesty International затоа бара од Италија да го прекине договорот со Албанија. Нов мега настан ќе биде Штипската пастрамелијада, која годинава ќе се одржи на 18 и 19 септември, најави градоначалникот Иван Јорданов. Сите подготовки се во тек и оваа година продолжува традицијата. Оваа традиционална манифестација годинава е по 18 пат. Верувам дека тоа кое што го предвидуваме ќе ја анимира не само јавноста во Штип, туку ќе има доста гости острана, всушност тоа е целта, преку гостите острана да се потполнат сите угостителски објекти, да се служи пастрамалија насекаде, да има добра забава, добра музика, да бидеме добри домакини и да ги угостиме сите посетители од страна. Организацијата ќе биде паралелна и на две локации. Петок е предвидено манифестацијата за започне на шеталиштето Ванчо Прке. Овде ќе бидат вклучени познати музички имиња од државата, но и од соседството. Верувам дека централното градско подрачје овој ден ќе функционира, ќе живее во духот на оваа манифестација. Верувам дека сите угостителски
објекти ќе бидат преполни, а сабота е ден предвиден за големиот настан, за големиот концерт на музичките имиња од државата и звездата на овогодишна манифестација Јоксимовиќ, кој ќе има свој концерт на градскиот стадион. Големата звезда Желко Јоксимовиќ ќе настапи во сабота на 19 септември, за што веќе се превземаат сите безбедносно-технички организациони мерки. Организацијски верувам дека ќе бидеме на висина на задачата, затоа што многу пати досега тоа сме го покажале. Очекуваме илјадници гости од страна, сообраќајно исто така се организираме за да можеме да ги прифатиме сите возила кои ќе влезат во нашиот град. Пастрамалијадата ќе биде доживување и настан за сите генерации, вели Јорданов. Целта на оваа манифестација е освен промоција на овој кулинарски специјалитет, исто така и јакнење на локалната економија, затоа што сите сместувачки капацитети се закупени, сите угостителски објекти верувам дека ќе бидат преполни, ќе илјадници пастрамајлии ќе бидат служени, илјадници гости ќе дојдат во Штип, што на еден начин е јакнење на локалната економија, освен промоција на култура, освен добра забава и промоција на специјалитетот, пред се овде имаме и економски ефект од организација на оваа манифестација. Општина Карвинци најави субвенции за набавка на пелети за грејење. Повикот стартува од 1 септември и ќе трае до крајот на ноември годинава. Ова е нова мерка за прв пат која што се воведува во општина Карвинци и очекувам да биде одлично прифатена и применета од страна на жителите на општина Карвинци. Имено се работи за субвенционирање за набавка на пелети за домакинствата на жителите на општина Карвинци, кои што се со жителство и со адреса од општина Карвинци. Каков е принципот на субвенционирање? Ке се субвенционираат набавените пелети во висина од 20% од набавката, но не повеќе од 12.000 денари вкупна сума која што може да биде субвенционирана од страна на корисниците. Принципот на субвенционирање ќе биде со единствен услов да тие поседуваат печка на пелети и да имаат набавено пелети за оваа престојна грејна сезона. По моделот прв дојден прв услужен, до крајот на оваа година субвенциите ќе бидат исплатени на оние кои ќе се пријават. Освен оваа, листата за субвенционирање на домакинствата е подолга. Веќе 3 години е активна субвенциониите се активни за клима уреди. Веќе во следната година ќе има субвенции и за полагање на возачки испит за младите лица до 25 години. Субвенциониите за односно еднократната подршка за новороденче во општина Карвинци во висина од 10.000 денари, потоа во пресрет на учебните години субвенционираме за првачињата, за средношколците, за студентите во прва година. Советите на општина Виница и Пробиштип денеска одржаа седници на кои беа донесени и разгледани повеќе одлуки и програми од значење за граѓаните. По предлог на градоначалникот на Виница Митко Костадиновски, на денешната седница зголемена финансиската подршка за првачињата од досегашните 3.000 на 5.000 денари. Зголемени се и наградите за ученици и менторите за освоени места на државни надпревари, а за прв пат е воведена и подршка од 6.000 денари за секој новороденче. Во Пробиште беше одржана 14-та редовна седница, на која беа разгледани 27 точки. Меѓу позначајните беа измените на буџетот за 2026 година, буџетскиот календар за наредната, повеќе општински програми, како и развојната програма за изградба на канализација во Драчи Ратавица. Разгледани беа извештаите за работата на јавното комунално предпријатие Никола Карев, како и прашање поврзани со образованието, детската заштита и манифестацијата Леговец Ленд 2026. Петок пазарен ден и денеска разговараме, односно бараме одговор од нашите соговорници, кој е најосвежителен зеленчук за овие тропски температури? Крставица. Што ли се јаде, тоа си купиме. Сега моментално јас највише користам патлиџан салата, крставица салата. Значи топ за доматот и крставица? Да. Крставичка и патлиџанче најосвежително е. Најдобро, а? Да. Се. Патлиџан? Патлиџан, салата.
Шопска, тараторче, така. Се што можеш да изедеш е убаво, ако можеш под услов донеси ко мене без заби. Освен тоа што нашите соговорници велат дека најосвежителен е краставицата и домотот, тие даваат и рецепти како истите да се консумираат. Да изровиш краставичката, и шалукче, и водички од сеч, да сркаш. Знаеш како освежува тоа? Меѓутоа, што мислат и каков совет даваат пазарџиите? И јас потпуно се слагам со купувачите за тоа што стварно денеска, мислам не денеска, овие месеци стварно доминантни тие две култури. Значи, краставицата и доматот. Доматот го има во изобилство, додека краставицата нема веќе. Значи, ќе бидат пауза едно 15 дена, пак ќе има нова реколта на краставица. Сега, уште една работа ви открива нашиот соговорник, господинот Раде Ангелов, а тоа е каква е пазарната слика, ценовната слика, но она што е се изложено на тезгите. Касо го даваме се 400, беше 300. Што значи тиквата исто 20 динара даваме, а беше 30 динара. На пиперките ма слаба цената, 6 динара го даваме луто и благо, доматот е 50 динара кило, магноносот е 30 или 2 за 50. Дината 40 динара кило или може нешто поевтино ќе даеме, кој зависи од човекот. Изгледа и мршојаците веќе знаат, на плюс 40 степени не се бара плен, се бара ладовина. Без пешкир, без крема за сончење, без надуван душек, само сенка и малку грчко море на поглед. И утре времето сончево и жешко. Температурите ќе се искачат до 38 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 36%. Температурите по градови се следните: Штип и Карминци со по 38 степени, Пробиштип 36, Чешиново Облешево 37, Кочани 36 степени. Виница 36, Македонска Каменица и Делчево со по 35 степени, во Пехчево и Берово максимални 32. Според православниот календар, утре е ден на светиот апостол Матиј. Католиците си спомнуваат за блажена Дева Марија.